Еве, за жал со едни не така убави поводи кои што се случуваа во изминатиот период, тоа се зачестените напади врз здравствените работници, но во таа смисла да искористиме можноста да започнеме една кампања. Сите институции кои што имаат улога во целокупниот овој процес за враќање на довербата помеѓу пациентите, здравствените работници, една силна порака дека со насилство не се решаваат работите, дека нема никаква логика да се дигне рака или со насилство да се решава нешто со здравствени работници кои што се борат денонокно за животите на најблиските, на семејствата кои што ги прават тие или ги направија тие проблеми во неколку инциденти во последниот период. Ние започнавме една акција во координирана соработка со Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда. Сакаме да упатиме порака дека сите тие престапи се казниви, дека се предвидени казни и парични, меѓутоа и казна затвор за конкретните случаи кои што се случија во изминатиот период. Еден дел од предизвикувачите завршија и во притвор. Сакам да укажам на тоа дека преземавме и конкретни мерки во соработка со Министерството за внатрешни работи. Ќе има мобилна патрола во регионот на Старата градска болница, кај што всушност се случуваат и најголем број на инцидентите со оглед на големата фреквенција на пациенти кои што таму има, посебно за време на дежурствата, односно полнокните часови, и ние од страна на Министерството за здравство постапка за дефинитивно решавање на овој проблем, а тоа е преку обезбедување на професионална форма на обезбедување на сите критични здравствени објекти, како овде во рамки на клиничкиот центар, така и секаде низ градов, односно низ републиката, каде што има овие такви ургентни центри каде што се третираат пациенти 24 часа, па после или се препраќаат на друго место или се третираат во болниците. Уште еднаш дозволите да упатам јасна порака на осуда. Нема да дозволиме да се случуваат вакви инциденти во иднина. Ова ја надминува секоја логика. Здравствените работници пожртвувано ја работат својата работа, спасувајќи ги животите на сите пациенти. Ќе преземеме и мерки кои што ќе го напреди статусот на здравствените работници. Дел од мерките се веќе имплементирани, станува збор за враќање на дигнитетот на истите, преку зголемување на платите, на дежурствата, преку напредување на условите во кои што работат. Веќе се завршени добар дел од реновирањето, престојат уште реновирање на други јавноздравствени институции во следниот период, над 30-тина. Сето тоа верувам дека драстично ќе смени сликата за позицијата на здравствениот работник, доктор, медицинска сестра во нашето општество. Министре, ако овие лекари протестираат против системот, а во центарот на тој систем сте вие како министер, вие против кого протестирате денес? Моето присуство овде е поддршка во смисла на тоа да сметаме дека треба да се превземат сериозни процеси кои што досега не беа превземени, за да се врати дигнитетот на здравствениот работник, за да пациентите имаат поголема доверба во здравствените работници. Ова е нешто што како систем на деградација се случува со години наназад. Токму затоа ја преземав одговорноста. Прво да ја преземе акцијата и јавната кампања за подигање на свеста, меѓутоа и координација на сите институции кои што тоа треба да го направат. Веќе во текот на минатата година имавме неколку обиди за да се обезбеди некаква форма на професионално обезбедување, со оглед на тоа што неколку обиди за да искористиме веќе вработени во јавниот сектор беа неуспешни заради административни пречки. Сега се решивме на овој чекор за професионално обезбедување. Може ли да ни објасните јасно со кој закон е предвидено дека нападот на доктор исто како напад на полицајци е предвидена затворска казна од 1 до 10 години, како што вели вашата колешка министерката за правда? Се пожалија дека не била вклучени Казните се предвидени во Законот за здравствена заштита. Закана и напад е нешто за што е предвидена и парична и затворска казна, а после должината, односно големината на казната се градира според тежината на делот. Не да Боже доколку
доколку се случи. А ова со присуство на полиција во болниците? Токму тоа го кажав, ние веќе преземаме мерки со кои што ќе обезбедиме професионално обезбедување во сите критични места кај што сметаме дека треба да има. Мислите дали во петок и сабота ќе бидете присутни во конференцијата што ќе се одржи од родителите за вакцините што е? И дали сте добиле покана, пошто ќе рекла дека ќе... Да, добив покана, имаме консултација и на таа средба да присуствуваат и стручни лица од областа на имунологијата. Иако цврсто застанавме на ставот дека вакцините се обавезни, како што тоа сметаме дека треба да биде и што впрочем даде резултати да запре епидемијата, веќе нема нови пациенти со морбили на клиниката за инфективни болести, ние сме демократи, го почитуваме и сакаме да го слушнеме. И другото, мислење во таа смисла дадовме подршка на организација на еден таков собир и секако дека има представници кои што од стручен аспект ќе аргументираат и ќе се обидат да ги побијат парамедицинските ставови дека вакцинацијата е што. Вие ќе сте присутни. Неколку пати спомнувате С оглед дека сите клиники и клинички центри има обезбедување, значи обезбедување на клинички центар, дали со повикувањето или барањето на друго обезбедување, приватно, сакате да наполните джебот на или овие се неспособни што се моментално обезбедување? Во рамки на службата за заеднички работи има вработено луѓе како обезбедување, меѓутоа очигледно дека тоа не е ефикасен систем. Во таа смисла ние меѓу другото анализиравме и дали дополнување на бројот на вработени може да биде начин на решавање на проблемот. Се направија неколку такви обиди, меѓутоа тоа очигледно не е ефикасен систем. Токму напротив, сметаме дека такви неефикасни вработувања нема никаде да водат. И заедно со представници на Министерството за внатрешни работи ги споделивме искуствата и од нивен од нивна гледна точка, од нивен аспект и заклучивме дека ова најефикасното решение кое што ќе даде најдобри резултати. Што не е ефикасно полицијата да ги обезбедува, што обзир дека нивна е работата да ги обезбедува и клиниките, и болниците, и пациентите, и лекарите. Добро, полицијата се повикува тогаш кога има инциденти. Затоа многу институции посегаат кон овој тип на обезбедување. Полицијата сама по себе ги надградува своите капацитети, меѓутоа ние на тој заеднички состанок ги разгледавме сите околности и заклучивме дека ова е најефикасниот систем. Не сакаме да превземеме нешто кое што нема да даде резултат, а ќе значи само трошок. Целата кампања за тоа што дека се влијае на свеста Можам да кажам дека сме благодарни на министерот што дојде да го поддржи овој протест на нашите млади колеги, кои ние јавно го поддржавме вчера со одлука на извршен одбор. Но во оваа прилика, она што сакам да го кажам, дека ние не дозволивме ниту на претходниот министер, кој најверојатно со некоја цел, ниту на овој министер, најверојатно ради неажурност, нема да дозволиме да се наруши таа симбиоза меѓу пациентот и докторот, односно здравствените работници и вработените во здравство. Очигледно дека во овој систем нешто не функционира. Ние и тогаш понудивме, кога имаше вооружен напад на вработена дигестивна хирургија на дежурство, систем на мерки кои сметаме дека се превентивни. Овој член на закон, на кој се повикува министерот за здравство, уште тогаш донесен, после тој вооружен напад, не е нешто ново. За жал треба да се случат за 2 до 3 дена неколку вооружени напади, за да имаме некој ваков овај собир протест, што за жал ние сигурно не го посекуваме, најмалку верувам министерот. Министерот по закон е должен да им обезбеди безбедност на вработените во здравството. Не може да ги селектира јавните здравствени установи по некоја проценка. Она што недостасува првично во целиот негов пристап е тоа што не се вклучени сите чинители. Како ние како синдикат на клинички центар ќе
ќе ги заштитиме останатите вработени, освен докторите и освен медицинските сестри и сродниот профил, како ќе го заштитиме оној шалтерски работник ако синдикатот не е вклучен. Дали они имаат асоциација, дали они имаат здружение, каде се оние транспортери, каде се оние од обезбедување. Министрот треба да одговори што планира со сегашните луѓе кои ги обезбедуваат овие наши јавни здравствени установи, ако се воведе професионално обезбедување, што ние апсолутно го бараме и се слагаме, некоја трансформација и нешто треба или да се вклучат во тоа обезбедување, со некоја дообука можда. Не може да се селектираат јавните здравствени установи, оваа ќе заштитиме, онаа ќе оставиме на нивна добра среќа, па нека дежураат и нека работат, па нивна среќа е како ќе поминат. Со тоа не се согласуваме. Сакаме 24 часовен видеонадзор во јавните здравствени установи. Она што сигурно е најбитно, пациентите морат да разберат дека ние сме со нив. Не сме против нив, нашата работа и тоа што ние даваме услуга исклучиво ради нив. Но при тоа мора да не почитуваат и мора да разберат дека не сме свемоćни. Истовремено мора и вработените во здравство да се потсетат на етичкиот кодекс, на Хипократовата заклетва, не смеат своите нервози, фрустрации или својот замор при работата да ја изразуваат према пациентите, во никој случај, тоа не го одобруваме. И нормално, 24 часовен професионално обезбедување на секоја јавна здравствена установа во нашата држава и 24 часовен видеонадзор онамо каде што законските прописи дозволуваат, односно да не се наруши личната заштита на пациентите. Прашање за министерот, неколку пати го спомнувате обезбедувањето како решение за овој проблем. Нели мислите дека проблемот е многу посуштински од ова? Здравството се соочува со непотизам, со корупција. Дали мислите дека проблемот произлегува од таму? Тука прашањето ми е дали ќе се вратите нешто на овие проблеми и второ прашање повторно истото, ако тоа е суштинскиот проблем, дали се протестирате сами против себе? Кажав и во изјавата дека тоа што преземаме неколку чекори, значи дека сме свесни дека проблемот е комплексен. Комплексен во која смисла? Ова е затоа и така и го нареков почеток на еден процес за враќање на довербата помеѓу пациентите и здравствените работници. А тоа бара многу работа. Ова професионално обезбедување е само еден сегмент во целокупниот тој процес. Тој процес вклучува надградување на и напредување на статусот на сите здравствени работници. Ние тоа го правиме преку зголемување на примањата. Понатаму условите во кои што тие работат. Јавна кампања во кој што јавно ќе кажеме и јасно ќе укажеме на сите кои што бараат здравствени услуги дека тој што дава здравствена услуга на вистина мора да се почитува. И самиот сум бил сведок на многу непријатни ситуации. Знаете, во ургентните центри за време на приемите навистина доаѓаат и семејства кои што се нервозни, се соочуваат со сериозни повреди, здравствени состојби кои што го загрозува животот на најблиските, нормално е така да реагира. Во голем дел тие семејства следниот ден се извинувале. И затоа сакам да кажам дека станува збор за еден комплексен процес, апсолутно дека има многу проблеми. Еве, например, самото тоа што вака е се распределени клиниките во клиничкиот центар е проблем само по себе да се спроведе една форма на обезбедување. Се би било подобро кога тоа ќе биде се во една зграда. Во таа смисла одлично функционира обезбедувањето во болницата 8 септември. Таму се дава интегриран. Непотизам и корупција, извинете што прекинувам, но повторно зборувате за обезбедувањето. Дали корупцијата, јас се извинувам, позиција позад, дали корупцијата може би ради нација? Како што реков, преземаме мерки за системски промени, за унапредување на целокупниот здравствен систем, за унапредување на статусот на здравствените работници. Ке повторам, не сметам дека само обезбедувањето само по себе може да го реши овој проблем. Затоа ова е одличен почеток на еден процес во кој што сметам дека во периодот кој што следува, кој што сигурно нема да биде краток, сигурно ќе треба долго време, ние ќе видиме, ќе имаме видливи резултати. Како еве ќе ги коментирате овие напади, се почести на доктори, да, која е вашата
Вашиот предлог еве како председател? Многу е комплексна целата ситуација. Ја не можам да кажам нити само една страна дека е виновна, нити само друга страна дека е виновна. Напади имало, има и во Словенија. Во Словенија утепаа доктори. Ке кажеме синоним за одбившиве југословенски простори за организирано здравство. Значи, наш проблем, генерално наш проблем како доктори, ние мора да поработиме, да се ја вратиме довербата помеѓу докторите и пациентите. Проблемот на пациентите, меѓу останатото е раштркан клинички центар, ќе дојде до токсикологија, например, како ургентен центар, ќе добие куп упути и на крај нема да биде примен ни една клиника и ќе отиде на друго место нервозен и ќе вика и ќе удара. Не оправдувам насилство. Ниту една нервоза не може да биде оправдана со насилство кон никој. Никој пациент, никој медицинска сестра, никој вратар, кон никој. И докторите апсолутно се тука. Дали јас да се плашам, дали ќе му помогнам на пациентот и ќе работам или ќе си работам спокојно. Меѓутоа, треба апсолутно многу да поработиме. Прво на нас самите, а после и на онаа доверба и комуникација помеѓу докторите и пациентите. Ние од идната недела се договоривме 4 комори, значи лекарска, фармацевска, стоматолошка комора, напаѓаат и магистри по фармација во аптеките да им земат лекови. Значи не сме, едноставно, луѓето се нервозни и својата нервоза ја ставаат со агресија, еден дел од нив. Не викам дека не стално е тоа неоправдана нервоза. У секој случај, 4 комори, значи лекарска, фармацевска, стоматолошка и комората на здравствени работници и соработници, ќе почнеме соработка да средби со здруженијата на пациенти, да си ја повратиме довербата едни со други. Лекарите јавно, меѓутоа и гласно ве обвинуваат дека не ги застапувате доволно нивните интереси. Имате ли коментар на вакви тврдења? Јас би да прашам интересите на она што застапува лекарска комора согласно закон. Давање, земање лиценци, правење на стручен надзор, на некој начин контрола на нашата работа и овозможување на да се правата кои докторите ги имаат ако се деси насилство, ако се деси неоправдана отпужба, да пружиме правна совет и правна помош. Што и го правиме. Она што го направивме мимо тоа, значи со што јас обично не, тука се и колегите специјализанти ќе го потврдат, не го кажувавме баш многу јавно е, еден сериозен ангажман да они добијат плата. Значи, заедно со Комисијата за здравство, претениците од Собрание, заедно со ангажманот на Министерство за здравство, ја не можам да кажам, али буткавме многу. Законот за докторска дејност се наоѓа веќе во предсобраниска процедура, поминат е на ЕНЕР. Тој е закон кој го има направено предлог закон лекарска комора со некои измени. Членот на сопињање исто така е нешто на што не сакаме да попуштиме. Значи, секој си ја гледа страната на нештата од своја страна. Јас, дали вие сите сте ги прашале доктори, дали ние лекарска комора не ги застапува. Не можете, јавното мислење не се креира од една изјава. На среќа. Да? Свати пациенти, колку такви представки сте разгледали и дали дојде на некога до заклучок дека лекарот не постапа како Лекарска комора како методи на казнување за несоодветно работење на докторите има повеќе. Има усмена казна, усмена опомена, има писмена опомена, има привремена, има трајна одземање на лиценца, тоа ни се согласно закон ингеренции кои ги имаме. Сите представки кои се дадени побрзо или поспоро, за жал некогаш беше проблем да се формира комисија, затоа што е сепак таа комисија која не мора сите да учествуваат, значи доброволно е членовите на комисија. Затоа и направивме за да се овозможи поагилно работење. Овој состав на лекарска комора направи да членовите на комисија бидат тајни, да не стои подпис на извештајот на комисија на ниту еден член на комисија, него на председателот на таа комисија што одредува кој ќе прави надзор
или на председателот на лекарска комора, со намера да колегите не се плашат дека некој ќе им замери зашто решиле овака или онака. Имаше представки од последниве, ево, јас и лично и разговарав со семејството на пациентката која почина со пукнување на цревото, дивертикулитот перфориран. Така да, каде, овамо? Така да, ние на таа представка изреагиравме најбрзо што е можно, согласно тоа дека одговорноста на таа комисија е голема. Треба да ги разгледа сите медицински документи, за да види дали некој постапил како не, затоа што е последицата да му забраните на некој привремено или трајно да работи.